Многу сериозен проект, многу значаен, иако не поминува некако во јавноста, граѓаните не го доживуваат како сериозен проект, меѓутоа, навистина јас сметам дека е многу битен, тоа е мојот проект Скопје без сообраќајни несреќи. Многу лесно и со многу мали средства може да се постигне во Скопје да нема повеќе сообраќајни несреќи од ваков тип како што не се случуваат, каде што гинат луѓе, а тоа ќе се постигне со претварање на сите пешачки премини во лежачки полицајци. Тоа сум го видел уште пред 10 години, постои во Дубај, постои во Холандија, каде што пешачкиот премин е направен во форма на лежачки полицаец. Со тоа што ако сакаме трајно решение, приводот кон пешачкиот премин и кон лежачкиот полицаец се прави од гранитни коцки, затоа што тука тој асфалт е изложен на интензивно кочење, на супирање и тој подосна се оштетува од кочењето на високи температури. Ако тоа се направи од гранитни коцки, ќе биде многу потраен и вечно ќе трае. Дури и лежечкиот полицаец и виците кои што го издигнуваат над нивото на коловозот може да биде направен од бели коцки, од бел мермер, така што и да биде мора да биде означен и квалитетно офарбан, меѓутоа овие решенија ќе го успорат движењето на возилата во Скопје. Најголем дел сообраќајни несреќи кои што завршуваат трагично во Скопје се случуваат заради фактот што возачот брка да помине на жолто или влетува на сообраќајна раскрсница на црвен. Тогаш ја зголемува драстично брзината и налетува на некој што трга или пешач кој што веќе се нашол на коловозот. Ако има лежачки полицаец на влезот во раскрсницата, тогаш тој го штити пешакот, а возачот однапред знае дека практично ќе ја искрши колата ако влета со огромна брзина. И ова се решенија кои што може, например, за една улица да се решат, за Партизанска може да се реши во рекот од неколку недели, особено во периодот кога луѓето се на одмори. Така што ова е едно решение ефтино, меѓутоа кое што ќе ни заштеди многу човечки животи, многу големи штети и мислам дека не постои здраворазумска причина да не се направи. При реализација на овој проект ќе тргнеме од статистиката на кои места имало многу сообраќајни несреќи. По мене тоа се Партизанска улица, таа ми е улица која што најчесто за жал се појавува во црните хроники, Газибава и Аеродром. А потоа ќе одиме кон другите места кои што во моментов нема толку сообраќајни несреќи, меѓутоа моја заложба е Скопје да биде град без сообраќајни несреќи.